Нема гаранција дека Грција нема да не блокира во иднина кога би стартувале пристапните преговори со Европската Унија. Барем министерката Шекеринска денеска не даде гаранции дека и покрај Преспанскиот договор, Атина нема да ја спушта рампата за Скопје. Вака се закани лидерот на најпопуларната грчка партија Мицотакис, кој на локалните производители во Солун им вети оти ќе действува за да ги заштити производите и бренд имињата со името македонски од компаниите во нашата земја кои го користат истиот назив за да ги обележат своите стоки. Во спротивно, ќе блокира земјава. Ветуваме сеопфатен план за заштита на производите од Грчка Македонија од каква било закана од производите на северниот сосед. Грчките граѓани нема да му дадат трета шанса на Ципрас кој направи раздор во грчкото општество. Оние кои што го критикуваа договорот тогаш, предпоставувам дека ќе продолжат да го критикуваат договорот. Меѓутоа, граѓаните на двете држави знаат дека од кавга не се живее. Значи нема гаранции дека нема да накоча? Не, нема. Вие ме прашавте дали има тајни документи или категорично ви велам не, нема. А предпоставувам одлуките на некои политичари надвор од нашата земја и политичари кои не се владата, треба да ги поставите на таа адреса. Јас не можам да говорам за други луѓе. На новинарско прашање за името на македонската армија, Шекеринска нагласи оти армија на Република Северна Македонија, а кратенката не била проблем. АРМ и сега било кратеница од првите 3 букви на самата именка армија, рече Шекеринска. Всушност сите документи кои ги разменува, добива и испраќа министерството, го користеле новото име, вели таа. Што се однесува пак до перспективата на Мицотакис, пред изборите за Европскиот парламент во мај и изборите во Грција кон крајот на годината, неговата партија Нова демократија има стабилна и голема предност во однос на владеачката Сириза, а и личниот рейтинг на Мицотакис е поголем од оној на премиерот Ципрас.